толку импресии од самото славење, од водењето на Вики. Во цело се согласувам со тебе, зашто целата проповед ми е до некаде заснована на тоа што го кажа. И ако ти си го ова видела во сабота, јас само ќе те прашам кое е време, зашто истото време вчера во сабота јас ги видов истите работи. И тоа е убавината на црквата. Тоа е, и ја верувам, ќе ви кажам нешто, верувам дека секој еден или повеќето од вас ги имале тие импресии овој месец, оваа недела, или вчерашниот ден, или денеска. Знаете како? Не сака да окажувам ова, ама бев инспирирана првата песна, или го сакам да го ставам како проповед за некоја наредна, али после наредна ќе се доврзиме. Ако читаме во Данијел, пророкот Данијел, 7 глава, 13 стих, ќе видиме дека Данијел гледа како Исус доаѓа на облак, на небото и го зима царството. И ако одиме во дела апостолски, ако видиме, што ќе видиме во прва глава? Како учениците гледаат како Исус оди се воздига со облак. Истата слика Данијел е гледа во визија пред, не знам, 400 или 700 години, колку е Данијел, мислам дека е помалку 400 години, ја гледа истата визија од еден агол, она што учениците го гледаат од друг агол. Значи Данијел гледа од озгора, учениците гледаат од озгора, но истата визија, на исто место се насочени, а тоа е на небото. Така да, јас верувам дека секој аспект од сите вас е важен за црквата. Е важен за Божјото царство. Зошто царство? Зашто Исус е цар. Исус нема да биде некогаш цар. Данијел кажува дека беше назначен за цар кога дојде на облак. Оно што го видоа, убавината е, црквата го виде сето тоа заедно. Така да, ќе имаме луѓе меѓу нас, што нон-стоп ќе бидат горе и работите ќе гледаат од горе, но ќе имаме и луѓе што ќе бидат незаглавени со земните работи. Но напротив, повикот ќе им биде за овие земни работи, но што? Да гледаат нагоре и да го носат тоа што е згора доле. Амин. Затоа си требаме еден со друг. Затоа си требаме, аспектите ни требаат. Затоа се битни. Вау. Најголемото амин требаше да биде за ова. Али јас знам дека во себе сега, амин така се смее, ти га кажа во себе како не кажа гласно. Работата е што ние секогаш можеме да ги повторуваме нештата од тука. И нештата или ќе здосадат, или ќе фатат место во нас. Значи, трета опција нема. Или ќе здосадат од дека кажани, ајде бе, тој или батали го, аман, со тие увиди тоа, небо тоа, или ќе навистина ќе фатат место во нас. За да фатат место во нас треба да им дозволиме. Амин? Со што ќе кажеме и амин. Па амин е така нека биде. Амин е да, Господе, се согласувам со ова, така нека биде. Така да, ако не кажете амин, окей, не се согласувате. Маце да се нашалиме за да се опуштиме, зашто имаме една убава до некаде сериозна тема, каде што верувам дека секој еден ќе добра, посебно специфично некој од луѓето. И ајде додиме одма, додиме во... Ајде вака, ајде пред да... Најди го само 15 глава создавање, значи битие, не знам како е пишено создавање, прва Мојсеева, 15 глава, 5 стих. Најде го за тоа време ќе кажеме една информација, уште една информација, не ја споделила Вики, зашто за да не биде премногу информации да ја збуниме, зашто дозна пред 5 минути дека треба да ја отвори службата. Вака, другата недела ни доаѓаат на гости едни многу добри пријатели на оваа црква и на сите нас. Тоа се Дейв, Џон и Дакс. Да, они може слушаат, так те мапло тука ќе знаат дека за нив, пошто Дейв ќе го разбера, Џон се јапе, добре дојдени се, ќе кажам. И работата е што ќе ги имаме на службите, но нешто планираме колку што можеме, колку што е дозволено да направиме и во сабота. Така да не знаеме уште како ќе изгледа тоа, но затоа ќе бидете известени што побрзо. Зоран, ќе понеделник, вторник ќе договориме нешто и ќе направиме, ќе земете, ќе имате сите пораки
и ќе знаете што од прилика ќе се направи. Али убаво е тие луѓе општо, не само да ги видиме после 2-3 години ги немаме видено, нели, да видиме како поминувале сите овие работи што и ние поминуваме тука, но и да ги искористиме на некој начин, во позитивна смисла, да и ние бидеме охрабрени од нив и они бидат охрабрени од нас. Океј? Така да бидете во очекување оваа недела дополнително. Ја верувам дека црквата, верувам дека секој ден треба да биде во постојано очекување на нештата. Не само да ти биде интересно, ајде ќе си правиме ние некоја фама околу нас, колку да очекуваме нешто. Не, да стоиме цврсто очекувајќи добри работи за мене, добри работи за тој околу мене. Амин. Дали ако кажеме добри, тоа значи дека и се околу нас добро? Не. Така да не ги мешаме работите. Оно што очекуваме, оно каде што Господ сака да добие, да направи пробив, оно каде што ние сакаме да направиме пробив. Некогаш не се согласува со околностите околу нас. Тоа сме, мислам дека сите најасно. Па го изведе надвор и му рече: погледни на небото и изброи ги звездите, ако можеш да ги изброиш. И му рече: толкаво ќе биде потомството твое. Само да си ја најдам повеќе така да ми запишана. Добро. Од каде да излезе? Они живееле, евреите живееле во шатори во тоа време. Знаеме сите, во шатори, и Господ овој пат му вика: излези надвор. Излези надвор од твојот шатор, за да погледнеш на небото. И ја ово сакам да кажам на секој еден од нас, почувајќи се и сами од себе. Да излеземе или да му дозволиме на Господ да не извади надвор од шаторите што ги правиме во нашиот живот. Шатори на самоправедност, шатори на разочареност, шатори на огорченост, шатори на добри нешта што ни случуваат, па ги пуштим, ги држиме цврсто, кога се само тие единствените добри, да излеземе од шаторот, за да го видиме благословот што е горе на небото. Да го видиме благословот во Господ. Ја мислам дека и тука да завршиме со овој повик на Бог е сосема доволно. Да излеземе од нашиот шатор на комодитет, на комоција, на страв, на се она што не држи сигурни. Ти имаш сигурност во твојот шатор, без разлика што е твојот шатор во твојот живот. Дали е страв, дали е комоција некоја, дали е некој нетрпение, без разлика душата тежне е. Во такви нешта ти има сигурност. И Господ вика: излези од шаторот за да го видиш благословот. Одговорот на Аврам: и му поверува на Господ и тоа му се зема за праведност. Знаете што? Не дека Аврам до тогаш, до овој случај не бил благословен. Бил повеќе од благословен, но го наоѓаме пред тоа како се жали. И како кажува: па Господе, па нема шанси. Океј, ти си ми дал дарови во мојот живот. Океј, ти си ми дал благослови во мојот живот. Но за ова што моето срце копне, ова за што моето срце сака да го види упорно и упорно, не можам да верувам, премногу е големо. И Господ му вика: излези од шаторот на твојот благослов до сега што имам за тебе. И погледни на небото, колку што се звезди, толку се благослови за тебе. Твоето потомство ќе биде повеќе од тие звезди. Знаете што? На едно место пишува: ние не можеме да ги зброиме звездите, ги прочитаме тоа во псалмите. Кој може да ги зброи? Господ може да ги зброи звездите. Амин. Ние му веруваме на Бог, кој ќе каже дека се милион звезди, милион, 2 милиона, 2 милиона. Самото броење во Библијата го објаснува делот на знаење. И да, понекогаш ние не знаеме што не очекува надвор од шаторот. Затоа Бог знае. Затоа Бог ни дава сигурност кога ни вика: влакната ви се избројана. Знам што е со вас и како е со вас. Тоа сака да ни пренесе. Така да излези од твојот шатор за да ги видиш Божите намери и благослови за твојот живот. Бог им дава име на нашите благослови. Вау. Псалм 147:4.
пишува. Вау. Го определува бројот на звездите и на сите им дава име. Ако контекстот е тука, народот по вера, каде што татко ќе биде Аврам, тогаш мора да знаеме дека Бог не знае сите по име. И Бог не повикува сите по име. Ти таму што седиш, не си заприметен, иако не си неприметлив, иако може би мислиш дека си неприметлив од друштвото, од околината, од црквата, од местото каде што живееш. Бог те знае по име. Бог те знае по име и вика погледни на небото. Интересно е што кога Мојсей им се обраќа на евреите, кога ги поставува околу шаторот, им вика: вие, ќе прочитаме, вие бевте благословени да бидете повеќе од звездите. И јас ве благословувам да бидете 1000 пати повеќе уште благословени. Што ни укажува тоа? Дека ние се вклучуваме во Божјиот благослов и викаме: да, Иван, амин, така нека биде и нека ти се придодаде, нека таа двојна порција стане тројна, четирикратна. Бог ги знае нашите благослови по име и сака да ги научиме и ние. Амин. За Бог не е проблем да не благослови. Тој тоа го прави постојано. Нашиот проблем е понекогаш да ги видиме тие благослови. И знаете што прави голем проблем? Благословите од пред тоа. Ние се навраќаме на постојаните благослови од пред тоа. Тогаш кога ни беше убаво, тогаш кога можеме, кога мислиме дека можеме, тогаш кога Господ беше со нас, како да сега не е со нас. Ајде го Евреи 11:2. Извин, 11:12. И така, од еден, и тоа остаре, во вистинскиот превод е и така, и од еден скоро мртов. Заврат. Скоро мртов. Се родија толку многу, колку што се звездите на небото и колку што е безбројниот песок на морскиот брег. И тука сум пишал, понекогаш сме речиси мртви во нашите делувања, очекувања, желби и надеж. И тогаш Бог не повикува да излеземе од шаторот, за да го видиме благословот, што до тогаш не бил. Амин. Понекогаш човечки е да памнеме во очајот на нештата што силно притискаат околу нас. Понекогаш човечки е да паднеш во замката и стапицата што знаат да ја приготват околу нас. И тогаш Бог повикува: излези од шаторот, да го видиш благословот што е безброен за тебе. Амин. Еве ќе ви давам еден мој пример. Моите примери последно време се околу тоа што Вики го кажуваше, околу работите со куќата, зашто најверојатно ни одзима доста време, ни одзима. Секој што гледа куќа знаат, така. Ние ги имавме тие совети, ќе гледаш куќа, ќе видиш, нели, и сите тие нешта ќе. И до некаде сите тие важат, до некаде не важат. Работата е на што ти ќе пристапиш, на што ти ќе поверуваш. Океј? Ја не викам дека некогаш советите не се добронамерни, напротив, и затоа и не брзам да отфрлам некој совет, зашто само во моментот мене не ми излезе таков. Полека. Ние патиме понекогаш односење на заклучоци. Заклучи ова. Заклучи ова. Нема назад, нема. Од ова повеќе нема. Има. И така да, јас имав еден сон, што направи на англискиот буст, што направи како буткање
во моето активирање за уште повеќе да се дадам за куќата и уште повеќе да се дава. Данче ме буткаш, признавам постојано повеќе колку што ја може да се бутка. Ја некако постојано како да се откажува. Данче беше еден од тие луѓе што бутка. Но Господ ме бутна најсилно. Ми даде сон. И во тој сон ми ја покажа мизеријата на моето размислување на тоа каква е мојата вера дека оваа работа ќе биде. Интересно, во тој сон бев во еден стан, што исто така не беше наш, но што не беше ни овој што седиме, зашто овој стан сепак 13 години имаме убавини, имаме работи таму што преживеавме. Но тоа не беше случај во моето срце. Во моето срце према овој случај беше едно неверие, беше една навидум вера, неверие покриено со многу зборови дека веруваш. Сте се патиле во таква замка? Кога сакате пред луѓето да кажете дека сте силни и вие силно чувствувате вашето неверие, а сакате да го представите пред луѓето дека е тоа голема вера со многу зборови. И ја понекогаш сум умешен да надополнам нека работи со многу зборови. Викам, Господи, учи ме. Некојаш помалку зборови повеќе кажува. Има една песна, зборови што долго траат, малку кажа, се подалеку од нас е носа цела вистина. Така да понекогаш е дефинитивно така. И во тој сон, додека ја видов таа состојба во која сме, гледаме ни две жени излегуваат, а тоа некаде беше висока зграда, знам точно која зграда, излегуваат од општината од Ѓорче и тие беа жените што ги познавам, што работени таму. Едната жена не ни одобри дозволата, а другата само ја знаев, но не знаев што значи во сонот. И тие жени ми викна, Илија, што чекаш? Зошто не дојдеш да ти дадиме дозвола? И ајде да прошетаме да видиме каде сакаш да градиш куќа. После тој сон ми беше јасно. Се разбудив и кажам на Данче за сонот и реков, јас ти ветувам дека ова ќе го избуткам и ќе вроди со плод. Зашто Божиот збор, она што ви ќе кажа, Божиот збор, и додека го размислував синоќ ова, ми дојде еден збор трансмисија. Од нигде никаде. Знам што е трансмисија, ама никогаш не сум го употребил зашто не ми треба. Ми дојде збор дека Божиот збор ќе биде трансмисијата во нашите животи. Ќе биде тој механизам на пренос од оваа година во другата година. Ќе биде трансмисијата за пренос од страв во љубов. Божиот збор не само овој Божи збор. Божиот рема збор, Божиот збор изговорен од устата од Бог за твојот живот. Ќе биде механизмот што те пренесува во следната сезона. Така да, тој Божи збор, тие зборови што излегува преку жената, дојди да ти дадеме дозвола, беа тие што највеќе и најсилно ме поттикнаа. И ми направија радост и да се смеам. Знаете која беше другата жена? Другата жената беше другиот архитект што го презема проектот и што добивме дозвола. Вау! Таков е нашиот Бог. И знаете како ја верувам дека преку Данче Бог 100 пати ми кажува. Али некој сме толку тврдоглави. Да не начека слободни од нашите стеги на нашиот ум, за тоа ние колку ги разбираме работите, зашто знаете што? Разбрав се што требаше да се разбере во тој лавиринт на бркање документи. И тоа ми направи да се чувствувам уште понесигурен. Дека ова може да се надмине. Вау. Затоа кога го читаме Божјото Слово, не треба да му дозволиме да го допира само нашиот интелект. Треба да му дозволиме да го допира нашиот карактер. Суштината на параболите на Христос не се тие басни, каде што почињата пееле, кажувале, правеле нешто. Тие се параболи од вистински луѓе со вистински, можеби некогаш случаи што е случиле, се со една цел. Не да го допреше интелектот на евреите, него да го допреше карактерот. Преку тие параболи нон-стоп Исус изнесуваше карактери на луѓето.
И затоа и за Божјото царство, секогаш кажува Божјото царство наликува на вака, наликува на вака, наликува, за да имаме представата како наликува, а не да то знаеме со нашиот ум како тоа би изгледало или би требало да изгледа. Како второстепено да е тоа, како да е тоа со локумот. Ви текнува на приказната? Не ви текнува? 100 пати се ме каже. Локумот е на приказна каде што ние работејќи знаеме од втора рака или од трета можеби. Во Грција, другарот бил и му кажува сега на другарот, во локумот во Грција е многу убав. Стварно си го пробал? Не, вика, не го пробал, то како? Па вика, на еден прозор погледна и тие таму јадеа локум и вика, колку е убав локум. Некогаш така и да знаваме работи. А Господ не повикува, излези од шатора. И од прва да ја кажам благословото. Вау! И вкуси го локумот. Вкуси го Бог и ќе видиш дека е добар. Ја имав една феноменална изјава, јас си кажам за мене дека е феноменално, зашто и за мене беше феноменално. Ако огледаме, Исаија кажува дека, Исаија мисли дека кажува, преправете ме ако не сум точен, дека силата е во јазикот. Така? И смртта и животот е во јазикот. И ако јазикот е сетило за вкус, и ако Давид кажува вкусете го Бог и ќе видите дека е добар, тогаш ајде да вкусуваме Бог и да зборуваме живот. Ајде да вкусуваме Бог и да зборуваме живот. Одлука е дали ќе зборуваме живот. Ние го вкусивме Бог и денески во нашиот живот, горде го вкуси Бог и во нашиот живот, изборуваме живот во малото. Амин. Оно што ние не можеме да го изброиме, Бог може. Бог секогаш може. Бог има благослов за сите, за кои ние сме повикани да се молиме и прокламираме да се умножува. Ајде го повторени закони. Прва глава, 10 и 11 стих. Породендениве некако као голема црква, огромна црква, секоја недела роден ден, по 2, по 3, па и во недела се ваѓа, тоа е многу убаво. Тоа е стварно убаво, браво. Али ние сме голема црква, луѓе. Оно што Вики го кажа на почетокот, Вики рече тоа што некој не си го видел, тоа не значи дека не е дел од оваа црква. Тоа не значи дека не се моли, дека работата е треба самиот со Господ да се соочи, дали треба да дојде и да биде благослов за сите нас. И ние од таа поедовна точка се молиме за луѓето. Можеме, свесни сме, паметни сме, да знаеме што се случува некогаш точно во животите на луѓето. Но мора да бидеме проникливи што Бог има за тие луѓе, а не што ние мислиме дека знаеме за истите. 11, прва глава, 11, 10 и 11. И еве го Мојсей. Господ, вашиот Бог ве умножи, и еве вие сте сега многобројни како звездите небески. Господ Бог на предците ваши нека даде да се намножите и 1000 пати повеќе отколку што сте сега, и нека ве благослови како што ви говореше. Еве каде ние се вклучуваме во Божиот благослов, во Божиото прекламирање, во Божјата молитва за луѓето околу нас. Не измислуваме топла вода, него што? Се приклучуваме на таа река. Значи само го зијаме чунчето, сте видели некој има на брзина чунче и само рипа, бам, во водата. Лево, десно, има препреки, има пречки. Не знам, има брзаци, има се, има успорени делови, има делови што треба да станеш па да го земеш од тебе чунчето па пак да продолжиш. Тоа е животот. Но ние се приклучуваме во Божиот тек на нештата, во текот на Светиот Дух на нештата. Амин. Вау. Затоа Бог има благослов за сите, за кои ние сме повикани да се молиме и прокламираме да се умножува. Понекогаш претходните дела на Бог во нашиот живот не се доволни да не одржат во верата.
Затоа ни треба нов, свеж збор, изговорен од истата на Бог. Не се доволни. Колку и да се многу благословите, колку и да се многу исцеленијата што сме ги видели, нас ни треба свеж, изговорен збор, да ја поттикне нашата вера, за да ги видиме работите што доаѓаат. Можеме да се навраќаме, мемориите се тие, но секогаш немаат силата да не бутнат понатаму. И затоа понекогаш остануваме заглавени таму негде во минатото, не разбирајќи ја сегашноста, а камоли надежта за иднината. Имам еден пример за ова што се случи неодамна. Затоа како Божјиот збор знае да смени во моментот. Знаете како? Дури и те менува отворен, а ти не си свесен. И ја не верувам дека ние имаме тенденција да си ги навраќаме старите нешта. Но веќе имаш една промена која ти можеш секогаш и кога и да излезеш, пак да се вратиш и само да продолжиш во текот како што реков. Значи, ако се видиш после промената, заглавен понекогаш во истите работи што пред тоа си правил, тоа не значи дека не си променет. Тоа значи дека со нешто не согласуваш, па пробуваш со твои сили и Господ е тука. Зошто? Ќе видиме понатаму, ние не сме сами во овој текст од Чунчето. Чунчето го спомнал зашто е многу битно. Не за мојата проповед, битно е за нашиот живот. И така да ми се јави еден, тоест пред неколку, можеби пола години имав пак два сона за еден мој пријател, што не е тука, што е многу подалеку од тука. И во едниот сон ја видов една состојба, во другиот сон видов скроз контра состојба од првиот сон. Во едниот сон видов едно помрачување, едно несогласување со се околу пријателот, една бунтовност, една ревност за глупости, а не за Бог. А во другиот сон видов тој истиот човек како благословува, како ме благословува мене, преку пророштво, преку други нешта и како го живее повикот на Бог. И му се јави тој пријател, му и кажа по овие два сона, а само не му кажа дека мене ми пророкува и ми благословува, зашто сака да оставам да видам што ќе биде. А не, така на Бог некоја се спитуваат работите. Човекот рече, ти не знаеш колку ми се потребни овие работи што сега ми ги кажа. И наставно беше како од петици изваден. И кога ми се јави после некое време, немаме големи контакти, ми рече, го почувствував сменет во многу нешта, го почувствував, но и со неговиот пример, што го остави, се виде дека нешто се сменило во неговиот живот. Еве го вториот сон. И при некое време ми се јави, знаете зашто? Не им пророкува. Не им пророкува толку јаки работи во моментот што мене ми беа потребни, што сега он не беше свесен што прави за мене во мојот живот. Искрено ми кажувам, неговиот збор пред 3 месеци толку силно ми одекна во ушите, ми одекна во срцето, што ми извади исто од петици и ми рече, Илија, ова зграбчиво, ти го знаеш, но тоа не е доволно. Еве го Божиот збор за тебе, што ќе те бутне, што ќе биде трансмисија да излезеш од оваа ситуација и да влезеш во новиот повик. Вау. И ете во тој секојаш овој збор бутнувам. Ресипроцитет на нештата, каде ние си имаме во молитва, каде што ние си имаме држејќи ги луѓето пред Бог, пред лицето на Бог. Така да јас верувам дека овој збор ќе биде трансмисија што ќе не isfrли во новите нешта. Божиот збор што ќе го добиеш денес, Божиот збор што упорно го добиваш со месеци, Божиот збор што ќе го добиеш од утре, е таа трансмисија што ќе те воведе во новите нешта. Биди отворен. Биди отворен. Преска се молеме со Даниела и беше толку отворена во молитвата што мене ме запрепасти. Да бидеме отворени во молитвата, да бидеме отворени пред некој што не знае подобро отколку самите себе си. Таа е нашата безбедна зона.
Вау. Слушай, Божиот збор упатен во право време врши трансмисија од стара во нова состојба. Во право време. Знаете ли што е интересно за Божиот збор? Секогаш доаѓа во право време. Вау. Има една фраза, никогаш не касни, нели? Што беше? Не. Божиот збор никогаш не, секогаш доаѓа во право време. Амин. Ќе се навратам, не мора да го бараш, јас ќе се навратам на создавање 15, 6 стих. Што не смееме да испуштиме во сето ова? Чекорење со Бог. И му поверува Аврам на Господ и тоа му се зема за праведност. Главното што не смееме да го испуштиме е дека ова во реалност го носи верата. Христовата вера што е во мене во тебе. Ова го носи во реалност. Зашто има многу пати. Знаеме да промашиме толку многу, преди тоа што не ја вклучуваме верата во сето. И тоа сум пишал, но баш тука, кога треба да се соочиме со периодот измеѓу ветеното и оствареното, кој се нарекува период на трпение, знаеме да потврлиме. И да се дадеме на притисоците кои ги креираат околината околу нас. Баш во овој период, каде што доаѓаме од место на ветеното до исполнетото, знаеме да потврлиме, зашто некако одбивно ни станува да бидеме трпеливи. Или ако одиме понатаму да бидеме долго трпеливи за работите. Трпението не е ограничено со временскиот простор на тоа колку ние трпиме или не. Затоа не треба да го гледаме така за да не плаши од старт, мислејќи дека кој ќе чека. Трпението е дел од карактерот, на тоа како им пристапуваме на работите. Трпението е дел од карактерот што нас ни потврдува дека ние му веруваме на Бог. А не дека нешто е страна, што треба да го... Реков дека 5 минути ќе почекам, ако некој си поберам вода, ама се занесов, сигурно 25 минути минавам, веќе грлото ми слуши. Може некој да ми донесе чаша вода? Фала напред. Така да, трпението не е нешто што е секогаш страно од нас и што ние треба постојано да го носиме со нас, а тоа ни тежи. Трпението е дел од нашиот карактер, што ја покажува и нашата вера. Сите овие работи се убави, зашто се вистините. Амен. Сите овие работи се убави, зашто делуваат и влијаат. Но сите овие работи имаат трасиран пат низ кој треба да пробаме. И не тоа да ние некако истрпиме. Ево да бидеме сигурни што правиме. Полтук Павле. Ни сето овој живот, не знам дали памтите, не може да памтите, имате толку проповеди слушнати само од тука, да не зборам и за на YouTube што се слушате или можеби не слушате, не знам како и да ја читате се. Но еднаш зборува, ова е моје лично откровение, зборува дека во Господ нема втора шанса. И тоа е малце застрашувачки, кој ќе слушнеш само делот. И нема втора шанса. Нема втора шанса, луѓе. Во Господ има живот што ние го живееме. Каде што и паѓаме и стануваме. Шансите ги плашат луѓето. Секој еден човек што добива една шанса, ако ја искористи, окей, ќе чека некоја втора. Ако не искористи, се плаши за втората и за третата и се повлекува на назад и вика, поарно тука да стојам,
него да добивам шанси и само да ги отивам. Ние треба да знаеме дека живееме живот во Христос, каде што и стануваме и паѓаме пред Него и во Неговите раце. И тоа го олеснува животот, тоа го олеснува бремето што ние многу пати знаеме да чувствуваме. Бремето што најповеќе се чувствува на рамениците. Знаете зашто? Зашто не сме имуни на притисоци. И никогаш не сме били. Кој е имун на притисокот тука? Нека крене рака. Да му честитаме да знаеме како и ние да станеме имуни. Но да не си имун на притисоци не значи дека не можеш да ги совладаш тие притисоци. Зошто? Зашто притисоците не се секогаш натежни. Не се секогаш она што ние грешаваме па си правиме притисок. Многу пати се надворешни. И затоа ги спомнав тие притисоци кои сум пишал тука, ги креираат околината околу нас. Учениците заборавија на тоа кога ги повика да влезат во чамецот и да отидат на другата страна. Само да видам да не се збунам. Притисоците во нас прават сомнежи, сомнеж дали Исус ни зборува, дали не чува, дали не сака и така натаму. Како притисокот да те става на тест, да видиш до кај си со Бог и до кај си тоа и нешто. И ако ги гледаме како во чамецот или во коработ влегуваат учениците со Исус, ќе видиме едно нешто што не смееме да го занемариме, а тоа е дека Исус ги повикува да влезат во чамецот и додат на другата страна. Што значи тоа? Дека од старт имаме сигурност дека Исус не повикува да одиме од другата страна. Тоа значи дека колку и да се притисоците, ние со Исус ќе ги поминеме. Но ние некојаш сакаме сами да ги поминеме. Чунчето е израз на тоа дека сме во Христос. Оно што учениците го забравија. Нивната реакција беше: Господе, се давиме неверие. Господе, зар не се грижиш за нас? Отсуство од љубов. Зар не се грижиш, зар не сакаш? Пошто те гледаме си легнал, си спиеш. Зар ти самиот би се спасила, нас би не оставил? Е реакцијата. А крајната, завршницата е дека излегува спасени од другата страна. Со поука за истина. Ете ги притисоците во бурата. Ете ги притисоците, ќе ги наброиме, неколку се. Од страна. Но ете го Исус, каде што ние заедно со Него ги надминуваме овие работи. Вау. Затоа ние не си дозволуваме луксус да занемариме тоа дека Исус е во нашиот живот и да пробуваме работи на своја рака. А тоа што ќе го дозволиме, убавината во Господ е, а тоа што ќе го дозволиме, Бог е тука да направи околности околу нас. Да нашиот пат, или како сакате кажете го, или нашата неуспешна мисија не биде толку тешка за самите нас, зашто им даде опција за повеќе и повеќе. Но учениците заборавија на тоа. Учениците заборавија на чий збор влегува во чамецот. И не поучија да ние не забораваме на чий збор влегуваме во предискиците пред нас. Влегуваме во зборот на Исус. Затоа зборот на Исус, што сега, на Светиот Дух, што сега го кажува во твојот живот, не сега, може би некој сега, но сега во твојот период, зашто твојот период, најголем важен период од твојот живот е тој што се случува сега. Го разбираме дека? Зошто? Зашто со него треба да се случиме. Така да, зборот што сега Христос го кажува на нашето срце е тој што ќе нанесе другата страна. Амин. Притисоците, рекоме, во нас прават сомнеж. Сомнеж дали Исус воопшто зборува, зашто како да заборавија дека Исус ми рече докато одим на другата страна. Значи, бурата им направи сомнеж.
Дали не чува? Зашто се почувствува несигурни. Знаете, се што Исус направи допред тоа им беше неважно и нејасно. Дори таму во Лука пишува дека се уплашија кога Исус се сопре бурата. Кој е овој сега? Кој е овој сега и буриве што ги сопре? Ајде ги нахрани луѓето. Пред тоа беа тие патри случаеви. Ајде исцели таму некого, али овој бури збор, кој е сега овој? Зашто го нема големото откровение. Убавината наша ние што го имаме откровението за Исус на дланка. И притисоците прават нашиот сомнеш да сомневаме дали не сака. Мислејќи дека сме сами во она што го поминуваме. Јас се учам, сакам да се научиме сите, да не ги занемаруваме овие работи, дека не сме сами изработите што ги поминуваме. Амин. Не сме сами. Биле не си сама, знаеш, во работите што ги поминуваш. Сега Христос е нашиот кораб. Подобро со Христос во бура сум пишал, него на мирно без него. Амин. Амин. И ќе кажам нешто околу притисоците. И тука него ќе завршим. Сум пишал дека првиот притисок не мора да бидат подредно одредени, ги набројуваме само. Притисокот од злиот. Ретко спомнувам име на злиот. Второ, притисокот на народот. Притисокот на неговото семејство. Исус беше притиснат во неговото семејство дури повеќе од било што го притискаше. Едно време помислеа дека полуди појдаа да го приберат човекот. И Исус наместо да им, мислејќи луѓето ради културата околу, дека ќе им даде чест на тоа што да го приберат, они викаат: која е мојата мајка и моите браќи и моите сестри? Сите оние што веруваат во мене. Вау. Притисокот од неговите ученици. Имаше неверојатен притисок од неговите ученици. Од неразбирањето нивно од разбирањето нивно. Од мешањето на Стариот Завет и она што Христос им проповеда. Од позадините од кај што идеа. Од неверата. Значи, имаше континуиран притисок и од нивните ученици, од неговите ученици. Кажувам, ама вие ќе си го земете во контекстов сега и вашиот контекст. Ќе се видиме на исто место каде што ги имаме истите притисоци сега. И дека ништо посебно не е сменето од тогаш и сега. Зошто? Зашто Христос е во нас. Од верските водачи, притисоци од верските водачи. Ти правиш во сабота ова, правиш во сабота она, правиш вака, правиш така. Постојано и постојано. Учениците постојано го притискаат да не одат негде, зашто готов е да го фатат и да го убијат верските водачи. Двоен притисок. И на крај, од политичките водачи. Нешто што не притиска повеќе од колку што треба да не притиска во овој период. Да не му дозволиме да не притиска. Овој притисок посебно. Политичкиот притисок што сака се да исцрпи што може да исцрпи од нас. Со секакви глупости и недугози. Убавината во сето ова. Знаете што? Вие ќе го одговорите. Што направи со овие притисоци? Се справи со сите. Амин. Се справи со сите. И повеќе колку што не учениците. Кога ќе седнеме на тронот? Кога ќе ги избрка легионите? Он седна на тронот на царството што никогаш не пропаѓа. Семејството, кога ќе се прибереш дома, си забегал. А ти си забегал, ако може да се каже така, единствено си забегал избегањето што познаваш Христос. Од
политичките притисоци, дека не можеме да одиме напред. Знаете ли зошто, се замислували ли зошто политиката и состојбата кај нас во Македонија е ваква како што е? Зашто политичарите не веруваат дека Македонија може да е биде. Ово кажувам јавно. Политичарите до сега не се јави човек ни еден што верува дека Македонија може да е биде. И затоа ние ќе застанеме на тој браник и ќе веруваме дека Македонија ќе ја биде. Човек што верува дека ќе биде нештата, како што збореше Николче минатата служба, ќе направи напор. Зошто? Зашто верува. Зашто знае дека тоа ќе биде. Верските притисоци, што ги имаме постојано и постојано. Ја не одам подалеку во доктрините на кој што верува. Али гледаме на целосна неравноправност во контекст на правата што треба да ги имаме како религиозни верски заедници, како и да нарекуваат. Тоа е притисок кој е. Тоа е притисок. Фаворизирање на едни Тоа е тоа. Но со сето ова Христос се справи. Тој Христос, истиот Христос што живее во нас и ќе се справи со истите притисоци што ние сега ги имаме околу нас и во нас. Амин. Исус победи, пак ќе победи. Амин. Като фала ти за оваа вечер, Господе, за тоа благослов што е измерен, Господе, поброен од звездите, поброен од песокот, Господе, и фала ти што ти не вадиш денес од шаторот, Господе. Шаторот на удобноста, шаторот на се она што ни се случува во нашиот живот и викаш, јас имам повеќе од пред тоа за тебе. Фала ти, Господе, што овие притисоци, Господе, се тука да не исправат уште посилно, уште поснажно на твојот пат, Господе. Без застранување, Господе, него фокусирани врз фокусот Исус. Фала ти, Господе, што навистина си прекрасен, Господе, и што имаш посебно за секој поединечно, но и како црква, Господе. И фала ти, Господе, што она што не е решено добива решение. Она што не е остварено добива остварување. Она што не е исцелено сега се исцелува, Господе. Она што не е на добар глас сега почнува да добива нова форма, ќе биде на супер глас, Господе. Фала ти, Господе, што ние се приклучуваме на Твоето водство, Господе. За новата година, Господе, за новиот период, Господе, за новите нешта што Ти ги правиш, Господе, а Ти постојано и постојано правиш нови нешта, Господе. Зашто Ти си Бог на обнова. И ние се приклучуваме на таа обнова, Господе. Ние не одиме да рушиме, ние се приклучуваме на обновата, Господе. Единствено што рушиме, ги рушиме делата на лукавиот. Амин.